Еве, нас веќе во студиото ни е многу пријатно, си почнавме муабет и надвор од она се што вие може да видите, мада мислам дека ќе споделиме се со вас, нема што да се крие, токму заради за тоа е тука и мојот гостин, Давид Темелков. Мене ми беше задоволство да го запознам, еве првпат се запознаваме сега во студиото, изборуваме за сите негови успеси, а јас како мое мислење кажав дека навистина направи бум со неговата енергија, со неговиот глас, со неговата песна Мојата Македонија и мислам дека нашите гледачи многу добро го знаат, ама да го запознаат малку подобро, го викнав Равенка за успех. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Навистина морам да ве пофалам. Гледам дека вие сте ја нашле вашата Равенка за успех и навистина и студиото и емисијата ви се прекрасни и продолжете го тоа што го работите. Фала ти многу. Еве во оваа прилика ќе ги поздравам Каре, кои се задолжени за уредување на амбиентот и Checkmate, кои се задолжени за реализација на овој проект. Ние сакам да зборуваме за твојата Равенка за успех. Не знам нели колку луѓето кај нас ги знаат сите детали од твоето почнување, од твоите почетоци. Ти ми кажа дека започна на Златно Славече како детенце, значи дека од старт знаеше дека музиката ќе биде твојот живот. Тоа беше првата бројка во мојата Равенка, Златното Славече. Многу е убав насловот на емисијата. Навистина кога ме покани, кога ми го кажа насловот на емисијата, ме замисли многу. Равенка за успех. Многу дискутабилно прашање, пардон. Што е успех? Јас се уште ја барам мојата Равенка за успех, затоа што се уште сметам дека потполно не сум успеал, верувам дека тек сега почнуваат некои успеси тек да доаѓаат. Но мило ми е што Равенката започна од многу мали нозе на Златното Славече. Навистина таму имав првпат можност да ги почувствувам тие, како да кажам, сценски даски кои што живот значат. Навистина прекрасно искуство, прекрасни спомени и Златното Славече ми е показател дека спомените немаат цена. Некои работи со пари не може да се платат. Сигурно. Мило ми е што мојот почеток беше баш Златното Славече. Да, тоа беше И универзалната сала. Да, тоа беше едно мислам дека фестивалите кои беа најценети кај нас, со едно високо реноме, со многу дечиња кои излегоа од таму. Се уште Златното Славече ги охрабрувам сите дечиња кои што имаат музички талент. Машки и девојчиња, не е важно дали си девојче или машко, сметам дека секој талентирано дете би требало да се пријави во Златното Славече и таму да му биде неговиот музички почеток, затоа што навистина тоа е една прекрасна дружба пред се, а потоа едно, како да кажем, едно многу убаво зреење, музичко зреење. Да, веројатно и критериумите веќе се поставени со толку години искуство, ги поставуваат дечињата во една... Маестро Џамбазов беше непогрешив во таа работа и тој беше, да кажем, еден пресуден фактор кој што во понатамошниот мој пат пресуди јас да се префрлам од средно медицинско училиште во средно музичко училиште. Тој беше последниот кој што многу и се налути на мајка ми што ме запишала во средно медицинско училиште, да после месец и пол учење во средното медицинско училиште ме префрлат во средното музичко, каде што маестро Џорлев ме превзема и понатака ме примија навистина со отворено. Супер. Соло пеење беше во музичкото средно и продолжи на академијата? На академија. Супер. Требаше да заминам за Рим, имавме некои планови за Рим, но во тој момент се вработи професорот Горан Начевски, го поздравувам во овој момент, навистина една прекрасна душа, пред се, а потоа огромен уметник. Прекрасен вокал, огромен уметник и навистина ми го трасираше патот многу интересно. И затоа ја останав тука во Скопје, само поради него. Кажи ми, еве, кога сето таа и целата таа едукација ти е сигурно важна, но талентот исто така е многу важен, а и работата на себе, што е најбитно, што најмногу доминира кога е во прашање успехот, за да те препознаат луѓето, за да се издвоиш? Мислам дека работата на себе е тоа што го прави, мислам дека клучниот фактор за да се направи разлика помеѓу талентот и остварениот потенцијал е дефинитивно упорност и работата на себе, секојдневната работа на себе.
сум сфатил дека во моментот кога ќе мислите дека знаете, тогаш престанува процесот на учење и на зреење. Така да, јас сум се уште ученик по пеење, цел живот си учам, секој ден си откривам некои нови поглавја во тоа мое пејачко едуцирање, така да сметам дека упорноста, страста пред се. Човек мора да има страст за некоја работа која што ја работи. Понекогаш и знаењето кој ќе го стекне не е пресудно доколку нема волја и доколку нема страст да се оди до крај. Така да би кажал дека страста е една од клучните бројки во таа равенка за успех. Кажи ми, што беше она пресудното за ти да ти си од Скопје, така? Така. И сега живееш во Хрватска веќе 7 години или повеќе? Многу ми е незгодно тоа прашање, каде живеам. Јас сметам дека живеам и во Хрватска и во Македонија, затоа што сум многу често и тука и таму. Најчесто живеам во својот автомобил, затоа што постојано сум на пат и мило ми е што Така е професијата. Така е. Кола, куќа, путујуче. Така е, баш така. И мило ми е што можам од таму некои знаења да ги донесам тука. Така да мило ми е што е. Како се случи X Factor? Нели тоа беше можеби една твоја определба за да ти се случат тие таму познанства, таа соработка и така натаму. X Factor слушнав или прочитав некаде дека мајка ти те пријавила на тоа надпреварување. Какво искуство ти беше тоа? Дали тие шоа за таленти се добар старт за некого да биде препознает? Никогаш не сум бил фан на тие музички надпревари. Зашто? Затоа што е многу неблагодарно да се оценува музичкиот потенцијал на една личност во еден одреден момент. Затоа што кога млад човек ќе се појави пред камерите и кога треба во 2 минути да го покаже својот максимум, на самиот свој почеток, мислам дека очекувањата кои што најчесто и публиката и жири комисијата ги имаат од тој кандидат се нереални. Во тие талент шоуови се очекува готов производ, а всушност готов производ дали дел од тие членови од жири комисијата се веќе готови производи. Значи тој готов производ доаѓа со години и години се гради макотрпна работа. Значи после 10, 12, 15 години ти веќе созреваш во еден скоро готов производ. Затоа никогаш не бев фан на тие музички надпревари, затоа што сметам дека секој од нас има нешто посебно, дека музиката не е буквален надпревар, не е спринт на 100 метра па да се види кој е побрз. Како да споредиме некои изведувачи, како да споредиме кој е подобар, Ѓорđe Балашевиќ или Здравко Чорич, тоа се две различни работи. Како да споредиме Тош или Здравко Чорич, тоа се две мега звезди кои што имаат толку своја посебност, така да не беше мајка ми, немаше да се пријавам. Немаше да се пријавам. Од друга страна, мене ми донесе нешто добро, да кажам, ми донесе некој публицитет, некоја доверба од страна на македонската и балканската публика, но сметам дека вистинската утакмица, вистинскиот надпревар, всушност животен, започнува по завршување на било кој талент шоу, затоа што тука треба секој индивидуално да посвети и да вложува по својата кариера во пишување нови песни, стварање нови песни, снимање нови песни, видеоспотови и така натака. Да. Моја Македонија ти е хит кој стварно допира емотивно, има таква некоја енергија, самата песна, преубаво звучи. Првиот пат кога слушнав, просто онака цело време на репити ја вртев, толку ми беше пријатно за слушање. Не зборувам само од некои патриотски причини дека се пее за Македонија, не заради тоа, него мимо тоа, нели, заради таа енергија што ја даваш во песната и гласот со кој ја интерпретираш, и многу пати можеби со Тоше те споредуваат. Сега не знам дали тоа често ти се случува, ама јас кога те слушам, во многу работи ме потсетуваш. Има ли доста доперни точки? Како ти тоа го доживуваш? Па за мене е огромен комплимент кога некој ќе те спореди со најдобриот на сите времиња. Сметам дека Тоше Проевски е дефинитивно најдоброто нешто што се случило на Македонија и на Балкан. Сметам дека е една икона која што е недопирлива. Ние сме сите многу далеку од Тоше, затоа што на своји 26 години, 8 студиски албума,
такви успеси, 3 градски стадиони, Белградска арена во време кога само можеби господина Здравко Чојич имаше наполнето од балканските звезди, така да многу е, како да кажам, неблагодарно да се споредуваме со Тоше. Сметам дека Тоше е една посебна категорија која што е незаменлива и непроменлива. За мене е една икона, една животна муза. Јас и ден денеска кога ќе знам да патувам малце подолго и знам да го пуштам, откривам некои нови работи во песни кои што сум ги слушнал преку 100 пати. Значи, навистина тука се гледа еден белег, еден допир од Господ. Значи не е реално да во толку краток временски период некој толку многу постигне. Кога што милуваше да каже Весна Петрушевска, толку мала, толку голем. И мислам дека ние тек денеска ја разбираме полека неговата големина. Така да не би се споредувал со него затоа што навистина е една неспоредлива категорија. Мислам Но нема да кажам дека не би сакал да е неповторлива. Би сакал да видам утре некој македонец да ниже големи успеси. Можеби не јас, можеби некој помлад, некој нов, но би сакал да видам како ние како македонци ќе напредуваме. Многу ми е мило кога ќе видам дека постојат млади луѓе кои што на малку поинаков начин го негуваат тој македонски дух. Не само преку удирање во гради кој е поголем македонец, него преку дела. Мило ми е што гледам дека млади фудбалери, млади ракометари, млади кошаркари навистина гинат, се трудат и се борат со најдобрите светски спортисти. Би сакал да е така и во музиката, би сакал да македонската музика се издигне на едно ново ниво, каде што македонските потенцијали ќе застанат на тие светски сцени. Да немаме потенцијал, во ред, но навистина сметам дека имаме потенцијал кој што е можеби недоволно искористен. Затоа и многу најувам да македонската музика добие артисти кои што дај Боже еден ден да не надминат сите нас. Да, секако дека би сакале да се повтори нешто такво, колку е тоа возможно и на колкав период може да се случи, тоа нели не се знае, ќе си покаже времето. Што е она што жанровски најмногу ти лежи? Имаш ли што е она што сега во моментот го работиш? Видам дека работиш и на српскиот и на хрватскиот пазар. Едуциран си, веројатно и она класична музика и оперско пеење и поп музиката, гледам дека ти лежи. Значи, што е она што тебе ти најмногу се препознаваш, што е она што во моментот работиш? Имаш ли некоја своја лична стратегија што сакаш да постигнеш, во која насока сакаш да се движиш? Не сакам жанровски да се определам, затоа што музиката сметам дека е многу еден широк спектар. Сметам дека секој добар музичар мора да биде вешт во повеќе жанрови. Поготово кога се работи за пејач, човек кој што си игра со својот глас, сметам дека еден пејач мора да покаже една пејачка широчина, затоа што музиката не ни служи само нам, него служи на публиката. И мислам дека треба да се потрудиме да се што подобро да ја задоволиме публиката. Јас милувам да пеам и опера, милувам да пеам и македонски народни песни, се трудам. Милувам да пеам и поп и рок музика. Навистина сметам дека емоцијата е единствен фактор кој што ми влијае на тоа која песна ја сакам или која композиција ја сакам или не. Без разлика од кој музички жанр е. Например, кој жанр е мојата Македонија? Мојата Македонија не е нити етно песна, не е нити фолк песна, не е нити класичен поп, нити рок. И пред некој ден еден пријател ми вика, интересно ми вика, таа песна нема жанр. А ми вика, знаеш ли кои песни ми вика немаат жанр? Јас велам не. Ми вика химните. Да. Јас баш кога те опишува викам песнава ми е како химна. Стварно така ја доживеав, како химна. Пошто толку многу ја збориме песнава и пошто те слушав во живо дека многу убаво звучеше кога им пееше на дечињата. И ќе ни кажеш и за тоа, дали ќе можеш да ни отпееш нешто во живо? Секако. Браво. Баш сакам, пошто многу ми се допаѓа и многу пати ја слушав и баш онака кај што си ја пееш во живо на дечињата, многу убаво ми звучеше, така да би сакала и тука во студијата да не испееш. Еј, што да кажам малку е, срце в гради ке ми распукне.
a štom toše zajdi, zajdi zape, si te dobro znat koji sme. Ej, i da pejam malku, srce veli doma vrati se. Ima samo eden lek za dušava, тоа е мојта Македонија. Браво. Мене ме насолзи. Толку убаво звучиш, стварно, секоја чест, што повеќе песни вакви да Дај. правиш. Што е она што во моментот го работиш на музички план? Имаш ли нешто така комерцијално кое сега во моментот се крчка се прави? Неодамна искочи мојот втор студиски албум, под наслов Слушај животот што му диктира. На 11 ноември беше таа балканска промоција, ослободување на сите тие композиции. Најнова работа која што ја припремаме е прв солистички концерт во Скопје на 19 март во Македонскиот народен театар. Тоа мислам дека се очекува веќе. Да, јас толку со душа го чекам тој момент. Сакам таа моја концертна приказна да започне таму каде што ми е коренот, затоа што доколку нема добар корен, нема стебло. Доколку нема стебло, нема гранки, ако нема гранки, нема ни плод. Така да мојот корен е Скопје, мојот корен е Македонија, а и сакам тој плод што ќе се изроди да почне баш тука во Скопје. Така да се надевам дека ќе се видиме на 19 март во Сигурно. Македонскиот народен театар. И верувам дека тоа ќе биде многу посетено и дека ќе биде малку еден концерт. Дај Боже, дај Боже. Јас навистина тоа го очекувам од тебе И со сето оно што ти го правиш. Изработуваш песни на српски, хрватски јазик. Значи тој пазар, како те прифаќа тој пазар? Еве рековме дека живееш на Македонија и Хрватска, таму и таму, ама мислам дека нели живеалиштето во моментот ти е во Хрватска, каде што сигурно и работиш и заработуваш и од сето тоа треба да има некој профит за функционирање. Мило ми е што да кажам пред се трудам да градам една балканска кариера, па да бидам присутен колку што можам и во Хрватска, и во Србија, и во Босна и Херцеговина, и Црна Гора, и Словенија. Македонија и Хрватска се, да кажам, еден темел, една база. Хрватската публика ме прифати многу убаво. Навистина многу убаво. Јас веќе се чувствувам таму како домашен. Никогаш не сум се трудел да на некој вештачки начин им се додворам на хрватите дека сум поголем хрват од нив. Не, напротив, јас сум секогаш македонец, секогаш ќе си бидам македонец и така и се представувам таму. Мислам, така и ме доживуваат. И што ми е многу поинтересно, приметуваат дека нема тука вештачко додворување, дека јас сум тој што сум и луѓето ме прифаќаат баш таков каков што сум. Така да мило ми е што се чувствувам дома и во Скопје, што се чувствувам дома и во Загреб, и можам да кажам дека се чувствувам дома и во родниот град на мојата сопруга, во Водња. Јас сум веќе таму 11-та година заедно со тие луѓе, јас немам кафе платено во Водња. Толку ме почитуваат, навистина досега не сум платил едно кафе. Прифатен сум како нивни зет, нели, како што ме викаат. Да. И мило ми е што, имам некоја можност да тоа што е македонско го представам пред широката балканска публика. Затоа се сметам дека навистина Македонија има многу што да понуди. Твојата супруга ја спомна сега во моментот, баш сакав да те прашам и за тоа, нели, како се случи таа љубов и како ти ја представуваш како твоја голема поддршка и сето тоа изгледа навистина убаво кога ќе се видат и вашите фотографии, убав пар и сето тоа. Од каде е девојката, како се случи таа ваша љубовна романса? 2015 година јас бев гостин на Тони Цетински во Пулската арена. Бев единствен гостин на тој спектакуларен концерт, ќе кажам. Навистина таа арена е стара римска гладиаторска арена и тоа чувство кога човек пее во неа е магично. По завршување на тој концерт, Елена и јас се содруваме случајно на афтер партито, како би се рекло, на забавата по одржување на концертот. Се запознаваме и почнуваме нешто за кое што не сме свести. Така да мило ми е што тоа нешто ја трае веќе 11-та година и
многу работи не ги објавуваме, не ги споделуваме затоа што сметам дека секој сектор си има своји работи. Мислам дека приватниот сектор треба да остане приватен. Да. Не се трудиме да презентираме некоја лажна љубов бајка како што е тренд моментално, нели? Во моментов е тренд да сите сме успешни, сите сме победници, да сме најубави на социјалните мрежи. Се трудам така. Подароците што се купува, како сето тоа да се презентира. Сметам дека некои работи треба да си останат баш такви какви што се во еден затворен круг, интимни, затоа што мислам дека тоа е вистинското. Се друго е драма, се друго е театар, се друго е тргување. Така да. Илена доаѓа ли во Македонија често? Доаѓа. Обожава да доаѓа во Македонија. Да. Тука се чувствува потполно своја. Навистина ми е мило што пред се имаат еден прекрасен однос и со моето семејство, моите родители ја обожуваат и таа нив, имаат една многу голема взаемна почит. Пред се Елена многу ја сака Македонија, ќе ја издадам малце. Кога ќе се вратам ненајавено дома, на пример, не сум се јавил, сум подранил малце, а таа подчистува, подспрема по дома. Многу често ја фаќам како си слушам македонски народни песни. Да. Телевизорот си ги пуштила, си ги до даска си ги пуштила, и јас кога ќе влезам ме изненадува многу позитивно. Така да мило ми е што толку ја милува Македонија и верувам дека доколку не било тоа така, не верувам дека би била моја одабраничка, затоа што сепак сметам дека почита е една од главните работи во една заедница. Вие така правевте свадбата и во Хрватска и во Македонија. Па вака имавме, значи нашата свадба ја правевме тука во Македонија, имавме 100 гости од Хрватска. И мислам дека тоа доживување кое што го доживеа тие луѓе тука им беше незаборавно. Замислете цела една фамилија на едно место, надвор од својата држава и се дружат во еден хотел сите заедно. Ние знаевме пред свадбата да правиме такви собирањки каде што ќе се собереа 5-60 луѓе, пеевме, се веселевме, уживавме навистина, си приредивме едни на други без разлика што тие беа гости, едни на други си приредивме навистина прекрасни спомени. Супер, со кој од изведувачите во Хрватска се дружиш? Сега го спомна и Тони Цетински, не е, мислам, он е еден од најголемите звезди и не е баш тоа едноставно да бидеш гостин на негов концерт и да те покани да соработуваш и така натаму. Каква ти е соработката со изведувачите од Хрватска? Па и од Србија. Сум имал можност да настапувам со повеќе балкански звезди изведувачи, сум настапувал со покојниот Аки, пеевме за една нова година заедно во град Ровин, сум пеел со Тони Цетински, со Јелена Розга, со Јелена Томашевиќ, со Петар Грашо, со многу балкански звезди. Приватно мислам дека не наоѓаме баш време да се дружиме, затоа што и тие се по патиштата, и јас сум по патиштата, едноставно нашата работа не ни дозволува многу дружби. И да бидам најотворен, сакам своето слободно време да го поминувам со пријателите кои што ми се од младоста, од детството, со семејството, затоа што броени ми се деновите, броени ми се часовите за дружба и сакам да бидам повеќе во кругот на вистинските пријатели. Во Скопје кога си, како го поминуваш времето? Прекрасно. Да, имаш некое место кај што често сакаш да отидеш, нешто што те потсетува, негде кај што си излегувал често. Кои ти се така некои работи кои те асоцираат на периодот од Ќе кажам вака. Ова не е платена реклама, ќе кажам отворено кои места си ги милувам во Скопје. Имаме традиција многу често со моето друштво да го започнеме денот на чорба во Дука. По Дука знаеме да отидеме на коктел во Каза. Сметам дека таму се најдобрите коктели во Скопје. Така да тоа се некои места кои што ми се така фаворити. И има доста ресторани, доста места. Најчесто знаеме кога ќе завршат тие дружби да застанеме да си купиме бурек од Буцко и во мало на клупа да јадеме. Браво. Да, многу ми е мило што во овие возрастни денови моите пријатели и јас имаме едни навики од детството кои што се уште си ги негуваме и не сме ги заборавиле, без разлика што многу од тие мои пријатели се сега оженети, си имаат дечиња, си имаат обврски, но секогаш кога ќе дојдам во Македонија, ме ставаат на приоритетна листа затоа што знаат дека деновите ми се броени и навистина ми обрнуваат многу внимание. И многу сум им благодарен поради таа работа. Навистина
ете, тие некои наши чувства од детството се уште траат и пријателството како старее, така зрее и станува се подобри и подобри. Ти нудат ли соработка, ете, нашите изведувачи од овде? Имате ли некоја соработка со оглед на тоа дека оваа прекрасна песна си автор комплетен? Ти работиш ли за некои други изведувачи? Правиш ли музика за некој? Досега не сум пишувал за некој друг. Да кажем, јас сум тазе композитор, тазе автор. Овој ми е прв албум каде што се осудив комплетно да биде цел албум кантавторски. Имав една голема пофалба од господинот Саша Матич каде што ми кажа: "Јеле бре Давиде, па ти си бре озбиljен текстописец. Ја би ти написал некоја песна за мене." И јас му велам, доколку почувствувам дека некоја композиција за вас со голема љубов, секако дека да. Така да ете, некои соработки, потенцијални соработки се во некои преговори, така да не би откривал премногу, но верувам дека ќе се родат едни убави соработки кои што ќе останат во македонските музички архиви. Сметам дека секој македонски изведувач, добар пеач, треба да се поддржуваме, треба да се како да кажем, треба да правиме една колаборација, една соработка, затоа што годините минува. Сега сме млади, сега сме убави, згодни, сега ни е времето да твориме, да пишуваме, да пееме, да снимаме дуети, затоа што годините многу брзо минуваат и сметам дека имаме должност да оставиме нешто добро за оние кои ќе дојдат по нас. Зборуваме во Равенка за успех често пати за оние периоди на амплитуди во животот, на успони, падови, кревање од дното, ситуации во кои се осеќаш немоќен, па ќе успееш да најдеш сила и да испливаш. Значи, за мене тоа е најголемата равенка за успех, кога човек во тежок период во животот ќе успее да се издигне повторно. Имаше ти еден период во твојот живот кога имаше здравствен проблем и би сакала да ни го опишеш малку, да ни кажеш за тоа, што се случи, како го надмина сето тоа, како го доживеа сето тоа. Вака, не сум склон да мистифицирам некои работи кои што сум ги преживел. Сметам дека постојат и многу потешки случаи од мојот проблем. Јас имав еден проблем каде што ми кажа дека 99% ќе останам инвалид на десната нога, затоа што имам некој тумор од 6 сантиметри во самиот нерв. Фала му на Бога, јас верував дека ќе биде се добро. Не вештачки верување, самиот себе да се бустам, да се убедувам дека ќе биде, не. Дали ме фати малку страв, ме фати страв. Што помислив во тој момент? Си помислив, немам ни 30 години, немам ни дечиња, јас веќе ќе бидам инвалид. Од друга страна, и тоа не е, како да кажем, и постојат луѓе кои што имаат инвалидитет и се прекрасни луѓе. И тоа не е крај на светот. Верувам дека сме сите ние едно, сите сме ние од крв и месо. Не знаеме што не чека утре. Така да му ги препуштив работите на Бога. Велам, што биде, нека биде. Ако треба во инвалидска количка, јас пак ќе пеам. Наш таки. На нозе. Ќе пеам, ќе пишувам, ќе го дадам срцето. Тоа е поентата на овој пат. Не ми е поентата да заработам милиони. Би се бавил со некоја друга професија. Едноставно, тоа се некои работи кои што се дел од животот. Нема потреба луѓето да влегуваат во улога на жртва и цел живот да патиме за она што било, затоа што тоа што било поминало. Не можеме да го вратиме. Секој ден една нова шанса, фала му на Бога, мете, ногата ми е здрава. И јас си да го спортувам, секој ден трчам, се бавам со боречки вештини. Кога сум послободен, сега поретко, затоа што си направив проблем со левата нога, играв фудбал многу често. Така да се трудам да го живеам животот на еден нормален начин колку што ми дозволува времето, самиот живот, обврските така натака. Така да верувам дека најважно од се е да се издигнеме над тие проблеми и да размислуваме што утре, како понатака. Затоа што живот без надеж не е живот. Што ти беше најголем мотив во тие моменти? Ете, кога ќе останеше сам во болничката соба и кога ќе треба да размислуваш што понатаму и што утре. Имаше ли одредени личности кои ти беа поддршка најголема или целата таа ситуација надмина со огромна верба во Бога и во тоа што треба да биде, нека биде?
првенствено тоа. Првенствено тоа навистина за многу работи човечкиот фактор е многу важен, но сметам дека факторот Бог е незаменлив. Доколку тој не стави прст на нешто, се друго е џабе. Од друга страна, навистина, и Елена, и моите родители, и моите пријатели беа тука од самиот почеток. Така да, јас се разводив, односно сабајдето пред операција, ми рече докторот, утре вика во 8:00 сме вика по тебе, ми вика спреми се и подиш на операција. Јас си станав во 6, си направив тренинг, си истуширав, си избричив, си ставив парфем, си ја направив косата, доаѓа докторот ми вика, јели бре Давиде, па јел ти идеш на операција или у провод? Јас викам, одиме да решиме проблем, и така и беше. Ме оперира, ногата беше одлична, така да фала му на Бога и фалим на сите тие што беа до мене во тие моменти. Навистина се трудев да не ги засегнам најблиските, затоа што во многу случаеви тие повеќе се грижат за мене него јас самиот, затоа и не сакав да им наметнам да створам една атмосфера каде што ќе се чувствуваат уште полош. Мојата мајка дојде од Скопје во Загреб, затоа што таму беше операцијата, беше тука. Мојот татко подоцна дојде исто така. Така да сметам дека таа поддршка од најблиските е дефинитивно најважната поддршка после Божјата поддршка. Добро, навистина си вака оптимист во се што го правиш и со толку ентузијазам влегуваш во сите работи. Па се трудам да бидам некој реален оптимист. Барем така јас си размислувам. Не знам, можеби сум во грешка, можеби не сум. Животот многу често ми покажува дека некои работи што ги правам се во ред, некогаш грешам, како и секој. Знам некогаш можеби да целам на некои повисоки цели кои што доаѓаат малце подоцна од очекуваното. Некогаш се случило да многу луѓе околу мене се сомневаат, а во тоа што сум го замислил, се откажале, сум останал сам, буквално сам, физички да кажам, човечки сам, и на крај сум го направил тоа што сум го замислил. 2019 година имав промоција на албум во Загреб, каде што пред закажување на промоцијата, луѓето од издавачката куќа со која што имав договор тогаш, ми велеа дека на мојата промоција ќе додат максимално 8 луѓе. Ми вика, татко ти, мајка ти, сестра ти, зет ти, вика Елена, и ние тројца, вика 8 луѓе. Сушто така. Дојда 500 луѓе. Затоа што не веруваа. Јас верував. Сам си организирав промоцијата. Многу пријатели ми помогнаа. Пријатели кои што биле на некои функции, ќе кажам отворено, пријатели од теретана, со кои што години сум седел, по завршување на тренингот сме знаеле да се напиеме заедно протеин, да си направиме разговор, кафе и така натака, никогаш не сум ги прашал со што се бават, што работат, на каква функција се, никогаш не сум ги прашал. Само ги поканив на промоција на албум. Еден од нив ми вели, кој ќе ти го следи, ми вика пиењето. Јас викам, не знам, ќе видиме, ќе даде Господ спонзори. Јас работам, вика, во таа и таа фирма, од мене имаш, вика, толку и толку, вика, пиење. Другиот вика, јас сум најголем производувач на месо во Хрватска, од мене имаш толку и толку месо. Третиот вика, јас имам ресторан, јас ќе го пржам тоа месо. Така се погоди работите. И на крај промоцијата беше феноменална. Имавме многу гости, беше целата хрватска естрада, беа многу балкански менаџери, меѓу кои беше Илјана Петровиќ, која што кажа дека тоа била најубавата промоција на која што таа присуствувала во последните 10 години. Така да верувам дека некогаш и кога ќе се чувствуваме осамено, доколку внатрешниот глас, Божјиот глас во нас вели продолжете, не се откажувајте, доколку не патат и другите околу вас. Така да, едноставно, тие неколку ситуации ме натера да размислувам позитивно. Јас имав пред мојата Македонија, ми рекоа, ми вика, многу ми вика спора песна, немој, вика, сега се модерни времиња, младите сакаат брзо, не ја пуштај. Ете, мојата Македонија ми го смени животот. Да. Смени и многу животи.
затоа што многу луѓе се вратија во Македонија поради таа песна. Да, да буди посебни емоции. Лилја Петровиќ е сега повлечена од естрадата и нели после Тоше веќе веројатно и неќе со менаџерство се бави, но што е она што ти го коментира таа кога те свиш, те познава веќе од незиното искуство огромно со Тоше. Се насмеавме, останавме по промоцијата малце подолго и ми вика, не те мислам, ми викаат. Не те мислам, ти ќе успееш, вика, ти си намислил и ќе одиш напред. Мило ми е, вика, што си оженет, ми вика, затоа што не си млад, вика, да шараш, ми вика, да шараш лево десно, вика, па да запустиш кариера, вика, ти си фокусиран, ќе успееш. Така некако пете, имавме еден краток, но убав разговор и навистина таа господја направи многу. Еден успех кој што е неповторлив, да кажам за овие простори. Навистина имаше и за кого. Да. И Мислам дека таму се поклопија многу работи, нели? Ама е. Тоше звездата и Бог што го водеше си го направи своја. Божи прст. Да. Тој е прст на судбината, тоа не се повторува баш така. Да. Што е она што еве тие како пример за понатака, што би сакал да направиш освен концертот што го спомна сега во Скопје? Мислиш да го продолжиш тоа како турнеја низ Србија и Хрватска? Гледам дека често те викаат и во Србија на интервјуа. Како ти изгледа српскиот пазар? Може ли некој македонец таму добро да Зап- помине? Затоа што нели кај нас во Македонија постојано ги каниме сите кои се од Србија, ја слушаме доста музиката српска. Сега македонската, и оние сакаат, меѓутоа ете нашите изведувачи малце потешко успеваат таму. Мислам дека може да се успее, мислам дека може да се успее, се бара време, се бара конекции, бара многу вложување на време, на енергија, на патување, на разговори, преговори, состаноци, ручеци, вечери, гостувања по мали радиостаници додека не стигнете до главните радиостаници. Така да фала му на Бога. Минатата недела бевме на Макси радио, секој ден имавме емисија по 1 час ми одвојува, бев гостин во емисијата Моих 50. Имав можност да ги презентирам моите омилени 50 композиции, навистина едно прекрасно гостување. Гостувам многу често и на Радио С, каде што полека ме сметаат како домашен таму, затоа што сме навистина блиски со тие луѓе, прекрасни луѓе се. Сметам дека ние како македонци не смееме да се заробиме во овие граници. Сметам дека треба да делуваме малку пошироко. Мене ми е тоа целта. Сакам македонската музика, се она што е Македонија, да се потрудам да го доближам до другите народи, затоа што јас не гледам дека ние не сме помалку талентирани. Гледам дека сме многу талентирани. И дека не само што можеме да се носиме рамо до рамо со, мислам дека можеме ние како македонци да се носиме рамо до рамо со сите светски таленти, со сите светски артисти. Доколку пристапиме правилно во погледот на музиката. Не доаѓа успехот преку ноќ. Ако правиме една песна, не значи дека ќе успееме. Давид, дали мислиш дека може на тој правилен, исправен пат, степ бај степ да стигнеш до успехот, или сега сметаш дека малце има и повеќе други пропратни можности, социјалните медиуми, експонирање, тие приватни работи, правење контент, не знам, малку правење и циркус од себе во одредени моменти. Сметаш ли дека тоа може да допринесе за кариерата? Се зависи каков ни е погледот и што сакаме од самите себе. Доколку сакаме да бидеме кловнови, ќе учествуваме во циркус. Доколку сакаме да бидеме господа, како да кажам, доколку сакаме да бидеме достоинствени, ќе се однесуваме достоинствено, така да се зависи која ни е целта. Дали сакаме да оставиме траг во уметноста или сакаме да оставиме само да привлечеме внимание. Така да мојата цел не е таа втората, да привлечам само внимание, сакам да привлечам внимание со квалитет, а не со правење галама без уметничка поддршка. Овој период во Македонија додека беше, мислам дека имаше доста ангажмани, постојано негде настапуваше по емисии, веќе те забележаа поприлично и сакаме генерално сите медиуми да ти дадеме простор повеќе во медиумите да си поприсутен.
Да, што е она што ти се случуваше овој период? Каде се настапуваше? Како ја помина нова година, празниците? Па, вака, по издавањето на албумот, поминавме многу километри низ целиот Балкан за да го рекламираме тој албум. Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна-Гора, односно не бев физички во Црна-Гора, но направивме преку 20 на фонери. Така да бевме малце позафатени со промоција на албумот отколку со настапи, затоа што физички не може да се издржи тоа. Празниците си ги поминав дома. Да? Тука, во Скопје, со пријателите, со семејството. За Нова година настапив на Скопскиот плоштад. Ми беше многу мило што можев дома да си ја испратам старата година и на мојот народ да му посакам среќна Нова година. Наистина посебно чувство. Без разлика што мојата Македонија е малце поспора песна, не е песна за прослава, нели за новогодишна прослава, но од првиот стих кога почна песната, публиката не очекуваше и пеа со понглас и навистина бев многу пријатно изненаден од македонската публика. Затоа и пете, работиме сега на промоција на концертот и би сакал да се направи една семакедонска турнеја, да ги поминеме по големите или сите градови низ Македонија, па од тука да почнеме нагоре, па на есен да биде и Загреб. Супер. Во Загреб како е функционирањето, животот, естрадата, ноќниот живот, општо, како ти се допаѓа Загреб за живење? Па, Загреб е доста помирен град од Скопје. Да. И од Белград доста помирен. Доста помирен. Јас кога би ги споредил Скопје и Белград, нема разлика. Мислиш? Да, нема разлика. Мислам дека Белград е малце пожив. Не би рекол. Така ние гледаме од тука. Природно е. Се што е туѓо знае да е поинтересно, но не би рекол дека е така. Навистина Скопје има еден свој дух кој е многу посебен и многу уникатен. За разлика од Скопје, Загреб е малце помирен град, но е многу убав за живење. Ноќниот живот, па не знам што би кажал. Јас не сум некој што често излегува во клубови, скоро никогаш не излегувам затоа што Ама настапите веројатно ти се настапите ми беа, да. Има убав ноќен живот. Мило ми е што има места каде што не се практицира исклучиво турбо фолк музика, каде што таа поп музика знае да живее добро, знае да се направат убави прослави и забави без турбо фолк музика. Немам ништо против таа музика, секој стил си има своја публика и да кажам, таа музика моментално е доста популарна музика. Не знам друго што би кажал. Битно, Загреб знае да живее убав ноќен живот. Супер. Значи ти си цело време нели на релација таму ваму, движиш секаде. Мислам дека плановите и амбициите ти се супер и дека ќе имаш се поголеми успеси и на план на работа и на приватен план ќе се оствариш и како родител и и веројатно и тоа ти е нешто што следно си го посакуваш во година. Така, мислам дека тоа е најголемото богатство кое што човек може да го добие, така да здравје Боже, би сакал. Искрено, сето она што ти го зрачиш како енергија е многу смирувачко и многу интересно, што пак ќе ти кажам од самиот момент прв пат кога те слушнав, преку твојата фреквенција, нели, со самото пеење, па и сега со зборувањето, како да си преблагодарен на животот, како да си лесно да ги прифаќаш работите, едноставно си помирен со тоа како тече животот, со една позитивна мисла. Како, некоја како формула за сите луѓе кои често пати се борат со искушенија, како го постигнуваш тој баланс во себе? Вака, научив дека прифаќањето е едно големо олеснување. Се трудам да не правам жртва самиот од себе, да не се само сожалувам, затоа што многу луѓе кога ќе почнат да се само сожалуваат, престануваат реално да ги гледаат работите. Јас сметам дека во животот кога ќе научиме да прифатиме дека светот не се врти исклучиво околу нас, дека има и други луѓе кои што се борат за себе и за своето семејство, ќе ни биде многу полесно. Јас сум благодарен што можам да ја работам таа работа што ја сакам. Дали ми е лесно, понекогаш изгледа
како да се доаѓа самото од себе, не е баш така. Но од друга страна сум благословен што можам да ја работам работата што ја сакам. Многу луѓе се будат наутро и нажалост не ја сакаат работата која што ја работат. Така да се трудам да останам тоа што сум, затоа што тоа е животот, Маја, тоа е животот. Нема тука премногу мистификација. Мора да сме благодарни за работите што ги имаме, затоа што некој друг ги нема. И не само тоа, него никој не ни гарантира дека ние утре повторно ќе ги имаме. Многу луѓе кои што вчера биле со нас, денеска не се со нас. Така да мислам дека треба да го живееме животот благодарно и во моментот сега. Не е животот како што викаат ти живееш еднашка. Не живееш еднашка, живееш секој ден. Да. Така да тоа што ќе го живееш денеска носи последици утре, ако не на тебе, на некој твој. Така да, ете, тоа е тоа. Интересно и задоволство ми е што е твоето искуство, едно твое видување, едно твој пристап кон животот, кон работата го сподели со нас и твојата равенка за успех. Јас ќе ти подарам подарок од Падел Антик. Ова е дигестис, да си го пиеш после јадење со комплет со чашки. Опа, малце тежок. Вака ќе ги преку телефонот. Благодарам за поклонот. Тоа е. Јас не сум некој личен фан, да кажам, на алкохолни пијалоци, не пијам често алкохолни пијалоци, но Антикот е еден пијалок кој што е мој омилен, еден мој многу добар пријател. Да. И еднашка ме спасија, имав некој тегоби во желудникот и се напив навистина малку голтка две Антики ми помина, така да благодарам многу. Тоа е да, дигестив и навистина е вкусен и за добрите познавачи. Одличен. А за жените имаме ликерче Бадел Бајадера со вкусна бајадера. Меко, лесно, сладко и вкусно. Тука се и нашите пријатели АОЕ Фон, кои ни овозможуваат исто така реализација на овој проект Равенка за успех. Верувам дека ќе имаш уште многу причини да бидеш тука гостин. Ти посакувам најпрвен да ти се оствари и на приватен план сите желби кои ги имаш, ете принова некоја и она што се планира, значи сите тие концерти, пошто мислам дека навистина е редно да ги изреализираш. Народот, луѓето ја сакаат твојата музика, верувам дека во живо ќе звучиш прекрасно, ако тој го правиш концерт со оркестар во живо, сигурно ќе биде преубаво. Целокупната продукција е на највисоко ниво, така да ќе се потрудиме да направиме една вечер навистина за паметење. Се надевам дека нема да биде само една. Јас би ти поклонил нешто од срце, едно парче од моето срце. Баш ми е драго. Слушај животот што ме диктира, или на хрватски слушај када живот диктира. Тоа е мојот нов албум. Благодарам. Се надевам дека кога ќе имаш малце време ќе го слушнеш. Баш ќе го изслушам. Баш ќе го изслушам со задоволство и верувам дека ќе имаш среќа и успех во се она што го работиш. Уште еднаш ќе се заблагодарам. Мислам дека нашите гледачи уживаат, те запозна од поблизу, значи повеќе работи за не сум кажал до сега никаде. Баш ме на поканата. Навистина си уживав во овој разговор. Немам нити чувство дека сум на интервју, него напротив, еден пријателски разговор. Ти благодарам за тоа што го правиш. Навистина Равенка за успех е една убава емисија која јас веќе ја следам некое време. Навистина работите една врвна работа. И самата продукција е одлична, така да секоја чест за Checkmate. Продолжите тоа што го работите и секој добро понатака и вам. Ти благодарам.